Со јога покрај Охридското езеро Гордана Силјановска-Давкова ја обновува енергијата. По синокешниот митинг во Охрид, председателскиот кандидат на опозицијската ВМРО ДПМН, почетокот на вториот ден од председателската кампања, го искористи за промоција на здрави навики на живот. Слоганот е на јога со Гога, а Силјановска ги повика и младите да и се придружат на брегот на Охридското езеро. Јогата е комуникација со себе, јогата е комуникација со другите, јогата е размена на позитивна енергија, а мислам дека во ова време невреме потребна е. Значи тоа не е бегство од реалноста, напротив е метод, начин како со умот, како со духот, со срцето да се справите со конфликтната реалност. И додека Силјановска-Давкова практикува јога, нејзиниот најголем ривал, Стево Пендаровски, денеска се посвети на посетата на Ципрас. Според него, таа е од историска важност за Македонија и не само што ги стабилизира односите на Балканот, туку овозможува брз економски раст на земјата. Денеска покажавме дека само со силна волја, лидерство и визија можат да се прават поголеми чекори напред. Драги пријатели, вратата кон сигурна иднина е отворена. Градиме мостови и пријателства со соседите, наскоро влегуваме во НАТО и започнуваме преговори со Европската Унија. Можеме да избереме дали ќе продолжиме напред кон подобар живот за сите граѓани или ќе ја затвориме вратата и ќе останеме во истото место каде што сме со години. Верувам дека изборот на 21 ќе биде заедно да продолжиме напред. Изборната кампања продолжува, но според информациите на раскинлив дел од неа се автобуските карвани. Кампањата за првиот круг од председателските избори завршува на 19 април.